Драги пријатели, браќа и сестри македонци, ве поздравувам сите денес што сте дојдени овде и покрај сите закани и уцени кои што дојдовте овде да покажеме пркос на сте она што се случува во нашата држава. Сите ние заеднички да застанеме повторно на браникот на татковината. Знам дека е тешко, врне, ладно е и ветер дува. Меѓутоа ништо не е помалце тешко од она што го правеле нашите предци. Денес не сакам да ви зборувам за се она што се случува во оваа држава, во нашата држава, бидејќи тоа ви е познато на сите вас. Не сакам да зборувам за се она што го претрпевме и го трпиме во овој период, за бруталното кршење на уставот и законите, за псењата и притворите, за сите оние кои што во овој момент се таму, за Богдан, за Јохан, за Крсто, за сите оние, за Игор Дурловски, човекот го прогласија за терорист, човекот кој што го пропатува цел свет како еден од најдобрите и најценетите уметници. Зар можеше да патува, можеше да настапува секаде низ светот, ако беше терорист? Нели мислите сите вие што го правите ова, дека треба да дојде крајот, дека ова не е начинот на кој што треба да оди Македонија? Меѓутоа нема да зборувам ни за тоа. Знаете зошто? Затоа што тоа го знаат и пилците на гранките. На сите им е јасно. Сакаат да не разнебитат како народ и како држава. Сите ние тоа нема да го дозволиме. Заеднички и храбро. Меѓутоа сакам да споделам со вас некои лични моменти кои што ги доживам овие денови. Како и сите вие, впрочем, разговараме со нашите најблиски, со сопругите, со децата, со родителите, со нашите другари и пријатели. Многу често во тие разговори анализираме што ова ни се случува во овој период. Јас лично многу често добивам прашање од типот: нели мислам дека е време да се повлечам? Нели доволно сме дале во овие десетини повеќе години за државата? Нели е време да се посветиме на фамилиите? Знаете што им одговарам? Кој друг ако не ние? Кој друг ако не ВМРО ДПМН на браникот на нашата татковина? Тоа треба да ни биде идеја водилка на сите нас. Храбро и честно, и покрај сите закани и уцени, и покрај целиот страв кој што се шири низ државата, од оние кои што сакаат да ни го променат името, и тоа не за прв пат, тоа веќе го направија, кои што сакаат да го разнебитат нашиот народ. Заеднички, обединети како никогаш досега. Апелирам, ги повикувам сите македонци, сите честни браќа и сестри, да тргнат политиката на страна, да излезат и да не поддржат, бидејќи овие се судбоносни моменти за нашата татковина. Да сте живи и здрави, да живее Македонија!